Благодарам, подпредседателе, почитувана колешке. Зборувавте многу, меѓутоа, од сето ова што го зборувавте, граѓаните ништо не чувствуваат. Затоа што едно е на хартија вие што ќе напишете, но друго е во пракса што се спроведува. Хартијата трпи се, то сведоци сме 7 години, колку хартија истрошивте и колку напишавте на таа хартија, меѓутоа во пракса, во реализација нема никаква. Затоа ви кажав дека граѓаните не го чувствуваат тоа што го зборувате вие. Затоа што не чувствуваат сигурност во системот, бидејќи системот во Република Македонија го доведовте комплетно да не функционира. Чувствуваат несигурност во образованието, бидејќи немаат учебници за своите деца. Чувствуваат несигурност во здравството, бидејќи нема лекови, бидејќи нема биолошка терапија, бидејќи болните за жал се лечат со физиолошки раствор. Чувствуваат несигурност во полицијата, бидејќи криминалците слободно се шетаат и вршат злосторства врз граѓаните на Република Македонија, вршат убиства, а полицијата спие. Чувствуваат несигурност и во правосудниот систем. Чувствуваат несигурност во обвинителството. Како што кажав, чувствуваат најмногу во полицијата несигурност, а вашите командирки што ги поставувате да се командирки на одредени полициски станици, слават на Фејсбук со торти и со забави. А криминалците се шетаат слободно низ Република Македонија. Зборувавте дека во овој буџет биле намалени непродуктивните трошоци. Не е вистина тоа. Доколку ја погледнете расходната страна, ќе видите дека стоки и услуги има зголемување за 7,8%. Купување на мебел, зголемување за 106,2%. Купување на возила, односно купување на мебел е за 106,2%, а купување на мебел за цели 208% зголемување. Ова се вашите капитални инвестиции, а од друга страна, доколку го погледнете Министерството за транспорт и врски, доколку ја погледнете ставката за водовод и канализација, ќе видите дека имате намалување за 98% на изградба на нови водоводни и канализациони мрежи. Тоа се капитални инвестиции кои што треба да се изградат во Република Македонија, а не купување на мебел и нови возила. Затоа анкетите се немилосрдни кон СДСМ, затоа имате 9,2% доверба, а ВМРО ДПМН има 26,7%. Контрреплика Белкиса Закири.